Денеска и официјално започнува 38-то Европско кошаркарско првенство, што од денеска до 22 септември ќе се одржува во Словенија. Македонија, која по четврти пат учествува на овие собири, денеска го игра првиот надпревар против Црна Гора и се наоѓа во групата Б заедно со репрезентациите на Србија, Летонија, Босна и Херцеговина и Литванија. Надпреварот се игра во салата Подмежакла во Јасенице, а според најавите број на македонски навивачи ќе учествуваат на трибините и ќе им дадат голема поддршка на нашите кошаркари. Покрај оваа средба во рамките на нашата група Б, денеска ќе играат и Босна и Херцеговина, Летонија и Литванија, Србија. Најдобрите три репрезентации од секоја од четирите групи ќе се пласираат во втората фаза. Групата А ќе вкрсти со групата Б, а групата С со групата Д. Бодовите од првата фаза ќе се пренесат, но само од средбите со селекциите што одат понатаму. Најдобрите 4 репрезентации од секоја од двете нови две групи ќе играат во четвртфиналето на 18 и 19 септември. Финалето е на 22 септември во Љубљана во арената Стожице, која е со капацитет од 12.500 гледачи. Европската титула ја брани Шпанија, а на минатото Европско првенство медали освоја и Франција сребрениот и Русија, која во мечот за бронзата ја победи токму Македонија со 72-68. Селекторот на италијанската фудбалска репрезентација Чезаре Прандели се повлекува од ова место по светското првенство во Бразил, а актуелниот тренер на Милан е прв кандидат за негов наследник. Фудбалската федерација на Италија веќе направи список со потенцијалните кандидати за следен селектор, а прв на листата е Масимилијано Алегри, на кого му завршува договорот на крајот на сезоната со Милан. Освен Алегри на листата се и Роберто Манчини и Алберто Закерони, а мали шанси им се даваат на Лучиано Спалети и Антонио Конте поради нивните долги договори со клубовите. Алегри потврди дека сака еден ден да седне на селекторското место. Како заменик на Алегри на клубата на Милан се споменува токму актуелниот селектор на италијанската репрезентација Чезаре Прандели. Парис Сен-Жермен го сака португалецот Луис Фиго на функцијата спортски директор на клубот. Светците ја раскинаа соработката со Леонардо и оттогаш им ја испразната директорската фотелја. Катарскиот собственик Насер Ал-Калаифи сака да ја види легендата на португалскиот фудбал. Фиго е ангажиран како амбасадор на Интер, клуб во која заврши фудбалската кариера и има одлични контакти ширум фудбалска Европа. Во случај да одбие португалецот, во игра за функцијата е Педро Паулета, кој е исклучително популарна личност кај фановите на ПСЖ. Во клубот настапуваше во период од 2003 до 2008 година, кога одигра повеќе од 200 надпревари и постигна преку 100 погодоци. На US Open Новак Џоковиќ со максимални 3:0 во сетови за 78 минути игра го победи шпанецот Гранолерс и избори четвртфинале на овој Гренслем турнир. Русинот Михаил Јужни, кој во осмина финалето беше подобар од австралиецот Лейтон Хјуит, соодувајќи го по голема борба и многу пресврти со 3:2 во сетови 6-3, 3-6, 6-7, 6-4 и 7:5. Пласман во четвртфиналето обезбедија и Енди Мареј и Станислав Вавринка. Британецот беше подобар од Истомин со 3:1, додека Вавринка го совлада петиот носител Томаш Бердих исто така со 3:1 во сетови. Кај дамите синоќа се одиграа две четвртфинални средби, а пласман во полуфиналето обезбедија Серена Вилијамс, која декласираше Суарес Наваро со 2:0 во сетови со 6:0 и 6:0, и во полуфиналето ќе игра со Нали од Кина, која во 3 сета беше подобра од русинката Макарова. Во другите четвртфинални двојки денеска ќе се сретнат Азаренка и Хантукова, како и италијанките Винчи и Пенета.